Богојавление Водици годинава во Кочани ќе биде одбележен со свечена утрена богослужба, како и со литија од црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорги до мостот на Кочанска река кај Домот на културата. Се очекува во процесијата да учествуваат верници од повеќе генерации, кога во осветените води на Кочанска река ќе биде фрлен Светиот крст. Од храмот Свети Великомаченик Ѓорги истакнуваат дека за учество во фаќањето на крстот од осветените води на Кочанска река, младите кои ќе се пријават ќе треба да исполнат и неколку услови. По завршувањето на празнувањето на Светиот Василий Велики, обрезанието Господови, нели црковната нова година, започнуваат подготовките околу чествувањето на големиот Христов празник, Богојавление или ке народот познат на Водици. Токму по овој повод нели ќе се отслужат свети божествени литурги. Традиционално светиот крст ќе биде потопен во водите на Кочанската река. Значи веќе од петок очекуваме да започне пријавувањето на кандидатите кои што нели ќе учествуваат на тој свет чин. Условите се исти како и од лани, значи да бидат полнолетни, да бидат крстени во православната вера. Исто и да знаат молитвата Отче наш, бидејќи доколку нели не ја знаат оваа основна молитва, ќе биде недостоинствено од нива страна нели да учествуваат на таков свет чин. Па затоа кога ќе доаѓаат да ги понесат своите крштални свидетелства, личните карти, ќе бидат нели прислушани молитвата од страна на свештениците. Значи апелираме да нели да не дојде до заблуди, нека бидат полнолетни. И годинава Богојавление ќе собере броен народ не само во храмот Свети Великомаченик Ѓорги, туку и покрај коритото на Кочанска река, со желба да се присуствува на фаќањето на крстот од светите води на Кочанска река. Се очекува на овој чин, по традиција, да присуствува и митрополитот брегалнички господин Иларион.